Почитувани медиуми, ВМРО ДПМН има морална обврска кон своите граѓани по широката јавност за изнесување на неколку од многуте факти кои сведочат за негрижата на претходната локална власт предводена од СДСМ, во која господинот Томислав Тунтев ја имаше функцијата на заменик градоначалник. Еден од тие факти е недомакинското раководење со градинката, а со тоа и негрижата за најмладата генерација која всушност представува иднината на нашиот град. Во така наречениот мрачен период на Охрид покрај многуте сфери кои доживеа свој виден колапс, истиот ефект ги имаше зафатено објектите од градинките во кои дечињата го поминуваат по големиот дел од денот. Имено сите објекти со промената на власта беа наследени со катастрофална состојба, особено објектот Развигорче кој што во јуни од санитарна инспекција мораше да биде затворен и целосно да се реконструира. Таваните беа во очајна состојба, а исто така и санитарните јазли кои беа руинирани. Ваков ли бил пристапот на СДСМ кон младите кои и кон просториите во кои децата го поминуваат повеќето од своето време? Знаел ли господинот Тунтев за ваквата состојба и дали направил посета низ градинките во Охрид за да ја соочи и да ја воочи ваквата состојба и фактите од текот на во текот на неговиот мандат. Исто така потенцираме дека наместо занималните да се опремуваат со играчки со одветен дидактички материјал и да се подобруваат условите во кои престојуваат децата, дел од средствата се трошеле за купување на непрактични машини за чистење на подови, наместо да се направат потфати со кои би се биле приоритет за ефикасноста на градинките. Вакво ли е домакинското работење на СДСМ? Во однос на најболното прашање, кадровската политика. После дадени согласности од Министерството за финанси, неколку конкурси пропаднаа. Дали била очигледна намерата на СДСМ да се сокријат позитивните намери на власта на ВМРО ДПМН да се дозволиле овие конкурси да пропаднат? Ова е само дел од затекнатата состојба на градинките во Охрид, кои биле под раководство на СДСМ во периодот од 8 години, но исто така наследената состојба на градинките представува символика за нивното неажурно и несоодветно работење и раководење. Почитувани, од друга страна, принципот на ВМРО ДПМН е домајкинско и одговорно работење. Таков принцип е очигледен и на државно и на локално ниво. Токму поради тоа граѓаните знаат дека ВМРО ДПМН од ден на ден се обидува еден по еден да ги решава или барем да ги облажува проблемите со кои се положеле со години. Охриѓани немаат повеќе доверба во веќе видени лица од опозицијата кои сакаат да се представуваат како нови политички адути, пред се тука мислиме на господинот Тунтев. Напротив, преку изнесените факти од доменот на работењето на градинките во Охрид, во така наречениот мрачен период се гледа незаинтересираноста на СДСМ и во оваа едукативна и воспитна сфера. Токму поради тоа ги повикуваме граѓаните на престојните председателски парламентарни избори уште еднаш да се покаже и докаже довербата на ВМРО ДПМН, политичка опција која мисли за најмладите и посветува дел од своите проекти за подобрување на условите на детските градинки. Ви благодарам.